Другари. Чуде? Таман да ве нападнам и ме зафркнавте. Ја рефреш не сум направил. Таман планирав да го почнам видеото со Кютек. 1 сат и 40 минути 468 луѓе гледале. Ја пишете брат дали на 2x брзина гледате. Еден ме беше прашал вика што е тоа 2x брзина. Другар 2x брзина е нормал. Тука кога ќе избереш, ама на 2x сигурно нема да може да ме слушате дека ја брмблам, значи на 1.5, 1.75, на 1.5 пишете на која брзина ме гледате. Пошто да речеме гледа. 41 година, але ова е не знам брат, ова ја мислам дека цело време да отвориш и дека ќе има робот или воземјанинот излезе од неја брат. Какво гнасно створение ова брат. Зборам за колку работа сам видел и читал нажи го фанаа со може да слушам на еден се. Тоа може на YouTube да си најдеш уште мислење не е разрешено, брат, тај сакаше да го убие. Оваа другари не знае на која планета е. Гледај сега. Ево, промашил сум, че да не го блокират. На еден 75 на 2 не верувам да ме гледате. И хубаво да слушате на 280 милиона, а немаше да речи мојата плата била. Значи 1.75 е највеќе што може да ме гледате. На 2 брат ја не се разбирам. Таман брат ќе да има ќотеци. Беше ми заглавило на 100 и викам се ќе направам аналитиката, гледа ги, може да сум кажал нешто интересно, а толку малку ме гледале, 468 го изгледале видеото. Ово е дури повеќе. Ово е 445. Дури повеќе од ово. А не, тоа е 1 сат. Ово е 500. Алфа Зинк 196. Шо е работата, не знам. Геймерите 353, окей. Доста чудно. Чуден народ сме, еј. Значи, ја го гледаш, сакам да се зајавам нешто, не, брат, не ми успеа, брат. Рефреш не бев направил. Се ќе речев, гледај ги, неќе да гледате едно видео и ме зафркнавте, ама добро имавте петок саат. Не, кој ден беше снимано тоа? Ја не знам ни деновите. Недела. А не, предводена. Значи, сабота и недела сте ги имале да изгледате. Ово да не ме блокират. Чеки. Ово другари ќе го оставам видеото, целото видео ќе го пратам за тие што ме прашаат, да видов го. Не го изгледав целото, али ќе оставам целото видео у мистерии, не може да го ставам у крипто, ќе оставам целото видео у мистерии. Трамп, една од причините за кој го изгласа беше дека ќе сопре chemtrails. Ќе сопре тоа шприцање, моментално само Флорида е сопрено, мислам. Мене нас тука не утепаа со шприцање. Многу народ е болен, јас за чудо, не сум, ќе чукнев во маса, не се чукав ѓавале под масата. Такова христијанска куќа, никој не улава доздоле, брат. Другари, тоа видео да не ја тупеме, да ме блокнат, чекај, ќе го пратам на Славчо у Useful, у корисни видеа на тука, Useful Videos, ќе го преведе и ќе го има тука. Тоа чудо не е лошо да си ги изгледате тие. Другари, спремајте се за теорија на заговор, брат. Ово тука, брат. После овие видеа вие нема исто човек да бидете. Некој луѓе кој ме праша што гледаш, брат. Милион пати треба да повторам. Изгледајте ги овие видеа. Овие видеа што се одделени у Useful Videos. Брат, најдете време да изгледате. Скратете од да се карате дома со жената. Она е секојаш право. Завркам се. Престанете да оговарате и нели да си огубите времето со непотребни вести како Сител, Канал 5, македонската телевизија ако постои уште. Изгледајте ги овие чудо. Изгледајте ги за тие што ме прашате. Па здраве, ако си дома Македонија. Почнуваме со мистерии, ама треба тен да се концентрирам со добро ладно пиво. Да не сум изнервиран тај ден нешто од крипто. Не сам од вас, ја од крипто не сум изнервиран и да се концентрирам. Убаво ќе треба да извадам оти, там ќе треба и листо да играе, брат. Не можам више да запомнам. Тој там одеме со дати, бројки, там не може да седнам како тука и да брмлам. А мобето што им беше, овие тука што брмлате другари за биткоин и го викам, имаш и биткоин? Не. Купили си некојаш биткоин? Не. Дај бе другаре, бе. Дај од дете тамо со козите, со овците на село, верувајте многу повеќе бенефит ќе имате отколку со мене.
ќе улегне некој нов у групата и ово лажеш ги народо, брат, абе ништо не ги лажам ја народо, брат. Народот треба да ги смене штетните навики, да ги претвори у крипто, да научи за инвестиции, да иде кај Иван тамо еве на сапорт, да заврши за Wall Street таа школа, да иде на село, брат, да научи некој занајат и да престанете, брат, со бош мобети. Раката ми се здрави. Нема стола неугоден. Black Rock, ово е богаме, чекайте само на нека музика да нема. Нема, значи другаре, Black Rock моментално искупи сите куки во Америка и тоа гнасна корпоратски гигант, не знам в кој се израза да не блокират, гнасен корпоратски гигант шо стварно манипулира маркетот за куки во Америка. И поради тај гнасен систем нивен, американците не може да си дозволат. Најреално е на куки во Америка на толку дрва што има тука и у Канада. Ја такви шуми имам само у теорија на заговор читано дека постојат и дека мислев дека стварно се комплетно уништени. Значи луѓе тука какви шуми има сум кажувал, какви дрва има на која големина, колку дрва се сечат, колку камиони минат на ден, по река ги пуштат. Ја еднаш како видов викам what the fuck, со извинение викам шо ово, километри. И цената е таква. Оваа дрвената шупа дека седам сега тука 7 соби, достигнува до падна сега моментално. Газата ако среде да уложи $50,000 да уложи со македонска екипа или $100,000 со више се менат работата или $100,000 да уложи со америчка екипа, додуше газата си го бива сам знае да работи плюс, али со америчка екипа да речеме да уведе некои нови елементи, оваа куќа може сигурно да стигне милиони и тие 100 да се ги стават да ги се избие милиони 100,000, затоа што куќите што ја копијат до нас дрвена шупа толку маленка, сега таа американката беше постражена почина. Од како оставија на маркето и реновираа украинци, значи украинци дојдеа тим, нели, легално, украинци дојдеа, многу јако направија и куќата мислам дека се продаде за $750,000. Таа куќа е многу, оваа ја дека живеам куќа е најголема. Највисока е у небор, најголема и највисока е највисока е, нели има и други двоспратни, ама највисока е, најголема, најиздигнана е. И оваа ваеше, највеќе што имам видено, еден лист милион, другиот беше $860,000. Моментално е падна на $860,000. Газата имам сам ја не верува дека тако ќе се продаја толку, ама еве се од како дојдеа овие кажи го украинците и успеа сами се да измакнат на толку маленка куќа на еден спрат. Стварно направија јако, ама да искарат $750,000. Значи оваа куќа ако се среде, оваа има голем двор, тука може да се паркират многу коли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коли може да се паркират околу и 2 гаражи има, 10 коли и за напред имаме за 2, значи може да се паркират, многу брат. Зборам за големи коли, брат. За големи чудовишта. Значи, другари, Black Rock, тие што се каравте со мене, може да ви кажам само бош мобет, а многу ми е мило сега колку работи ќе се изменат, па ќе ги видам тие тука европјаните што имат кукички, да видам у наредните години како ќе видам со куките и со рентањето на куките, па ќе видам дали ќе живеете веќе од рентање. Кој беше прашал за Казахстан, другари, ово чудо е главниот град на масоните дефинитивно. Ово чудо, не знам, беше затворен пред години кога истражував за него. Ако отворен, ја би го посетил. Таму тие символи што ги има, мислам, веќе отворено. Тоа треба да се види, али ово чудо, другари, очекувајте дека многу работи ќе се потпишат тука и многу светски активности ќе се одвијат тука. Тука дефинитивно веќе главен град на масоните и на сите тие таму
тајни организации и чуда се собират и состаноци држат тука. Ја би го посетил чисто да видам, брат, дека се крое плана на цел свет. Ја овие ако ги следев и дел од нив кои беа почнале да зборат за биткоин пред 11 години, народот ги мислеа за луди, али другари, од тамо што излезе, да знаете да го сванете за многу здраво за вистинето кереш за разлика од тоа. До брато што беше, сега да не го тражам, брато преска што го дрив, вчера што го дрив блок филозофија, другари, не ми ги разбирате пораките и така да ако сте купиле нешто, што не е од моето портфолио, јас што сум кажал, нормално е не 80 и 280 да ви падне, тоа сте си сами криви. Еве, у 15 години, другари, ако одзумирате, значи вие вака ако гледате и сега падна, леле, брат, крај, умреме, загинаме, гледај брат, че леле. Другари, ово е крипто. Ако натиснете тука, паднал ли? Не. Значи, ако видите тука чарто, не. Ако вие сега сте почнали да трупате, брат, вие не може, брат, сега одма драндранјариња паднало, ќе ви падне, ќе треба да чекате следните 4 години. Сега зависи кој сте купувале, али македончето купува само на корипне. Македончето никој не купува доле. Копаја биткоин и криптото, македончето само ми пише леле, брат, ќе има ли леле, ќе ги изгубиме парите да продаваме. Другари, чарто на биткоин у 15 години. Ја да гледате, брат, негде да ми покажете да е испод отидело, да се е врнало. Гледа линијата, другари. Неписмени дигитално, ко вика ми се лутите, потека, дека гледате, другари, како, брат, не сте на профит? Како, стварно не ми е јасно. Да, пишете коментари. Како ги купувате тие коини, брат, не ми е јасно. Не може да разберам како не сте на профит, брат. Како може од биткоин да не си на профит, брат? Не може да разберам. Како купувате? Не може математички да разберам, не може. За 3 дена, чекай, што сме денеска ден? Денеска сме понеделник. Ово 200 пати ќе го наместам понеделник да е првиот ден и сами ги си направат апдейт и сами ми го изместат, брат. И ќе направам апдейт. И ја кога сакам да апдейту во Америка, не, телефонот сам се рестартира, додека спијам некои пати камерите ќе ми ги зафркне и компјутерот сам се рестартира, а зами си копам Sage Labs. Во Македонија, например, кога ќе го наместам, ја кога сакам да си правам апдейт. Тука бе, брат, они кога сакат прават апдейт на компјутери ново. Нема шанси, брат, дедека некој околу Америка програмирал ли е, брат, да направи апдейт, он кога сака, и да го направи он кога сака или кај вас се прави апдејто они кога сакат, брат. Значи упорно еднашка беа сгрешили нешто, 2 пати апдейт ми беше направил. Значи беа ми изгасили за цели 8 сата да не ми копа играта, брат. Ја не знам и сега нон-стоп гледам тука ако има апдейт, одма рестарт гасам и гледам да и после треба да рестартирам и програмата. Колку Славчо напри толку добра програма. Ајде, брат. Винци неа. Значи за 3 дена чекајте у Амстердам, тоа што за 3, тоа секојаш го прават кога е позитивни вести, ќе земат, ќе го сренат, брат. Оние ќе земат позитивни вести, ќе ударат леверидж. Да не ја пуштам музиката, ово сум ја, брат. Забележав во последно време што не свија на Твитер, ако пуштам клипче со музика, еби секунди да трае, YouTube направиле одма да тргна музиката. Или да го избришам тај дел, или да тргна музиката. Најчесто ме тражат да го избришам тај дел, што е доста чудно. Значи, говоро не ми го сакат вештачката агенција. Додека пред 2 дена на тоа видео, само говоро ми го има, тоа што зборам, а музиката вика ќе ти ја тргнеме неколку секунди. Значи, може музиката да ми ја тргнете на видео што брмблам, не ви е битно, ама кога нешто кажам многу јако, мора да си сече целото таквото. Значи, другари, да знаете, у последните 10 видеа на сите ми си сечени по 5 до 8 секунди. На сите. Најинтересното, вртам, сукам, измислувам
како да го заобиколам алгоритмот, ќе ударам 8 секунди нешто тајно у видеото и ме фане алгоритм. На македонски, на кочански, братче, алгоритмот ме фане и мора да го избришам тоа. Замислете си колку е напред технологијата. Не е тоа човек да седе. Ако направам комплейн, тогај човек зима да го разгледува и ми викат, извини, знаеш, вештачката интелигенција. Значи, вештачката интелигенција, на мене тестират, тие што сте постарите знаете, 4 години од како имам групата, ми утепават блокирајки и ми бришат делови од видеото, дури на некој видео, например, ја не ги гледам, и ќе има некои луѓе, брат, вика, чудно е, вика, тука дека си изборил, вика, и одеднашка вика, на друго место е. Викам, која е минута, кажуваме која е минута, одам, викам, стварно е, значи, бришат ми и делови. Значи, ако некои работи се не поврзани во видеото, да знаете дека ми бришат делови. Incredible. The future is bright, the future is incredible, and I think fourth quarter of this year is going to be unbelievable for a host of reasons. So, super Well, how do you think Bitcoin's going to go? I've always said that I think in time Bitcoin surpasses $1 million. I think with quantitative easing that we're going to have starting tomorrow when the announcement's made, and all signs point in the right direction, unless this guy's really off his rocker, but then he's going to just get laughed out of this country. But I think starting tomorrow you're going to see right drops. You see what's happening with M2, which is the money supply around the world, which is skyrocketing right now. Fourth quarter has always historically been the best quarter, generally the best quarter for cryptocurrencies, and the future is incredible. Другаре, ова е сино на Трамп. Ерик Трамп, како се викаш. Да, Ерик Трамп. Чудното ми е, упорно вика милион. Јас знам дека ќе стигне до милион. Теоријата на заговор е 2035 да е 1 милион. Најмало. А реално 10 милиона треба да е 2035. Реално. Без да го манипулират, нели? Оти овие многу ударат леверидж. Интересно ми е овај како упорно го кажува ово. Сега. Си сече в раката, фрлам, дека да ставам таа рака, брат. Не можем да го сварам овај за шо го кажува за сега. Ако сите продадат Значи, за многу луѓе, брат, ме нервират што јас се извинувам, али че се наместеме некако. Значи, многу луѓе ме нервират дека не пратат тука. Значи, другари, волуме за 24 сата, 68,9 милиарди се улезени. Тука гледате. Колку треба да улезат, бе, брат? 1 трилион да улезе за да се каче 1 милион. 2 трилиона. Маркет кап има 2 трилиона. 1 трилион да улезе, да речеме. 1 трилион. Америка сама не може да стае толку. Значи ќе треба да стае Америка, Канада, Австралија, Велика Британија пред граѓанска војна, тие таму, брат, до сите македонци во Велика Британија. Кој ќе сгусти? Ја преди 11 години ви кажав, не ме слушате. Кој ќе сгусти? Авиончето, пасошто да се го држувате, да не видите како мене. Добре, јавате од Северна Македонија, ама. Кој ќе сгусти авиончето и бегате. Зимате се што е вредно и бегате, да не речете, не се ви кажал, знам дека од Англија гледат луѓето. Да бегате, другари. Да бегате дека Велика Британија пред граѓанска војна, Њујорк, многу души ме прашава, малку е зебано Њујорк, ситуацијата дека типо е, сега да не го блокират видеото, исламист, ама не е таков како што мислите. Сега што кажав, туку е индијски исламист. 9/11 го направија исламисти по реалната сторија и сега индиец исламист седнува во Њујорк, планира да ги земе сите имоти, кој викав прво нешто бегате од Њујорк и од Џерси, у Њујорк не се инвестира, не се почнува бизниси,
а сите македонци што живеат у Джерси, бизнисите се фактички и работат у Њујорк, живеат у Джерси, од е поевтино да живееш у Њујорк. Ако сгусте, оставете камионче ли било, шо ли било, бегајте таму. Значи, 2 места дека треба да избегате Њујорк и Англија. Тоа таму нема да биде нар. Тие две се пред граѓанска војна. У Велика Британија, ејки Англија, може ке биде физичка. У Њујорк прво ќе биде на, знаеш, оне малку се бутат тука тие работи, па на психичка, ќе пробат на сите да ги одземат становите, така да речеме Њујорк, дека е Wall Street, ако значи проблемот со Њујорк, зашо е битен за крипто е, ако Њујорк е нестабилен, Господа не помош каков граначалник си стави длабоката држава, и уопште го неќе Трамп, а па и Трамп ова не може да го смисли, таму живеат најбогатите, таму е Wall Street, другари. Например, Русија ако пука нуклеарка, прво ќе го ударе Њујорк. Нема ништо да ударе друго. Прво Њујорк го удара, па ќе ни ударе нас тука у Вашингтон, Сиетл, па доле удара Флорида да загади изворите за вода и таму ќе има тие, нели, стани, не може да кажем. И Хавај може да го ударат, пошто на Хавај е главниот центар за што надгледуваат трафико. Значи, у Њујорк е многу лоша ситуацијата, да се надевам дека ќе почекат бул маркетот да помене, оти ако Њујорк е нестабилно, Wall Street е таму, ако Wall Street е многу нестабилно, не ќе да испаднам управо, со извинение, не ќе да испаднам управо да се влечеме стварно до април месец или до август 2026, ја може да чекам, само ви ми овете нерви. Значи, ама ако треба да научите што е страпливост, таман повише ќе ми дојдете у академијата. Страпливост, другорчиња. Како брату сега да не го тражам кој се викаше за брефот и не сам злопамтило, не сам го блокирал, тука оставив 30 дена, оти го чекав ферски 14 сата да ми одговори, гледам не ми одговорил, па го оставив на воа. Од вчера шо чекај. Сега после пак ми пишуват шо брмлаш. Значи гледај сега. Ја ово бе пишал, ако се ова мали проценти ви е досадно, одете у компанијата каде работите и потражете покачување на плата за оволку проценти. Другари, вие не сте у Wall Street, прашете го Иван, сапорт, он знае. Овие проценти се сериозна работа. Дури на мала сума на пари, брат. Вие улагате у филмо на 100.000, на 200.000, гледам луѓето, одма апартман, одма Ферари, чекај бе, брат. Чекај бе, брат, вие како мене паразити од дома тражите пари до 20-30 години, брат. Ништо немате сработено у живото. На стари години почнате да работите, или и на млади да сте почнали да работите, со сигурност не сте избрале вистинската опција чим кукате. Брат, ово е луди проценти, бе, брат. Ја не можам финански совет да давам и во Америка, бе, забранено, $1000 ако направам треба да пријавам на IRS. Јас сум аут една година, не можев да направам флипови такви. Другаре, ово си луди бројки. Луди бројки, брат. Сами да седнете, чартот да го гледате. 20% паднал. Рокаш кафи шикер. 20% литнал. Продаваш кафи шикер. Паѓа. Па купуваш. Брат, колку пати имаше драмата? Ама чекате кој ќе не 5, да речеме кој ќе литне 15-20. Така ли? Има македонци кои што продават многу пари на пари. Ама не може да ги кажем за тоа што викат ќе почнат одма да ги пишуват. Како на некои што одиле на работата там да ги прашуват за криптове, човече. Ало луѓе, нема луѓе тука што се појават у групата да ја одете на работата да ги прашувате за криптове. Нема да ви кажат ништо за крипто. Имате група, имате превод. Како може да одете на работата, брат, кај луѓе да ги прашувате за криптове? Ало, брат. Ке направите проблем. Тие луѓе не работат со крипто, тие работат разни други сектори. Не можеш, брат, да му идеш ти на работата и када, здраво, брате, ти си таму, гледам те постираш ово, а да ми кажеш те што не помогнеш. Ало, брат, сами си го траеште проблемо. Потека знаете, тај член што пишува, што става лајкови, може да има некои зли намери.
да се, например, да мислите дека ќе помогне да направи некој белја и после на мене ќе ми кугате. Луѓе, престанете брат да луѓе тука што коментирате и што надуват да и одете на работа брат да ги прашувате. Не бидете цици. О Македонија, чим не разбирате? Плаќате, губам си го времето ја, инвестирам, давам коини. Тоа е. Ако промашам, ќе тоа да работам за вашата компанија. Сега, брат, шо ме нервира. Гледај се. Значи, губе, кој го знае што е купил, прашав го неке да ми каже, ама ме 30 минути, кога па поминава 30 минути, брат. Ама добро, човек што има да каже. Гледај, Ѓоко, со модор толку, заебавам се. Ами брато, дојде работи кај мене, ќе ти ја намалам платата за едно 20 до 80% за една година, после ќе ти давам без проблем 5%. Сега не може да го разберам право, дојде и работи кај мене, дали он има компанија, разбираш ли, па ќе ми ја намалува тоа, или сака да каже да идам кај него, дека платата е там мизер, и двете се, и он дава мизерна плата, или он работи дека дават мизерна плата. Брат, ако ти е мизерна платата, откажи се од работа. Ако те нервират колегите, откажи се од работа. Ако имаш некои проблеми, нешто там со колеги, со комшии, со другари, бега од нив. И концентрира се фул на крипто и ќе откриеш дека брат, оваа група нема такви овакво коини. Тука мобето е дека овие проценти другари да потражите да ви покачат платата, затоа што тука ако вие сте уложувале со сите овие години 11 ја од косум на крипто, од 11 да сте знаеле како да купите, ја не може да ви кажам, оти не сум финансиски советник. И ако ќе платите уво, ако ќе направам компанија и ако ќе подпишеме договор дека ја, Даниел Гуштеров, не сум финансиски советник, чуе да нема некои паспорти, брат. Нема. И кои се овие пари, бе? $7,500 е коштал компјутер да се купи пред 2 години. Јас сум планирал да составам нека луда машина, бе. What the fuck? $7,500. Бро. $2,639 графичка картичка. Шо кажував? Ке подпишете, глед кој лист на идов. Тука самио си пишувам кодови самио. Ке си подпишете договор дека Даниел Гуштеров не е финансиски советник и дека вие сакате сами да инвестирате таму дека ќе инвестирате, а ја едноставно ќе го надгледам вашето портфолио и брат ќе пробам да најдам информации за вас. Ако ќе подпишете, другари, ќе седнам ќе ви кажувам да видиме дали ќе направите пари или не. Ќе видиме тугај. Али овие проценти, другари, се страшни. Ако вие си трупате, брато ми праќа информација од Македонија. Ако трупате, еве аналитиката, тука сега да не ја тупам уште 30 минути, прочитајте, ќе видите, брат, дека нема логика аналитика. Секоја чест на Гоце Гел Ангелов. Брато. Да беа само тие коини што ги имам на стикичките надоле, а не и другите 2000 ќе беше убаво. Брато си признава дека е утнала работата, брат, сега. Ја му одговорив. Не е ништо, брато, 10 саат. Они си меѓу нив двајцата комуницират, мен нели кој ме ама. Ја му одговорив, така да ја, другаре, да ви кажам, убаво сум издвоил што треба да се купува, вие си бирате сами силитате, че ово да не е нели насилство. Сами си купувате, сами си правете мобет. Од кај мене, од портфолиото не може да ви враќате на тај начин, ќе бидете мутирани, дека кај мене не постојат такви портфолија со да би ми ти на мен скратило 80%, пошто кај мене не се на загуба, немам такво навидување и ништо и кај мене само расположени луѓе, тие што ги знам што купуваат како точно ја што кажувам се идните 3-4 милионери, другите ги со по 50, 100,000, 200,000, $300,000, ако се сами прикажат
портфолиото или ми ги пратат на мене, еве ќе закриеме, ќе замаглиме ако сакат. Нели се плашат од Македонија да не и там досаѓаат роднини и пријатели. Ќе видиме мојата аналитика, така да вие тука другите што купувате глупости, дружете се, направете си на група купуваме глупи токени и там си правете мовет. Кај мене многу е добра аналитика, да брат, секој обичен човек, не е екстремно интелигентен да го прочита таа дебата, ќе му стане јасно, има и графикони од Bitcoin, Ethereum, Cardano, 30%, досадно е 30%, ама ти си купил нешто што така, другари. Иначе у Америка, другари, у Америка почнуваат на старите луѓе да ги прикуглаваат од овие TikTok генерацијата. Прикуглаваат. Иначе јас за прв пат направив пред вчера беше или онекна, пред 2 дена за прв пат направив TikTok. Само и само дека у Македонија многу деца виши почнуваат да се тепат, булинг, прават глупости. А на тај TikTok па сакаме да се уклучиме да има гейминг, брат. Така да ја кажав дека никош нема да користам TikTok, ама еве мора да ја користам заради тоа што младите у Македонија не користат Facebook, не користат Instagram, не користат YouTube да гледат толку. Сите дремат на тај TikTok, па кога си дома у Македонија, нашите геймери да стримаме на видеа да има на TikTok нели гейминг, па нашите и младите да се уклучат да прават токени, токени, братче, токени. Да прават токени, а не да се тепат на TikTok. Значи на старите, не знам тоа видеото ме блокират. Многу ми свига овај на краја што ќе дојде да подрае поддршка да шлапни он. Иначе у Америка за овакво нешто се оди затвор. Да знаете, дете ако ударите, брат, затварате. Сега ќе видиме каков ќе биде случај, ама ја комплетно поддршка давам на стариот на овај. Овие деца се тука, брат, толку разгалени, толку, брат, че се надвор од контрола, може да се вооружени. И машки и женски, гледа само едно машко е. Јас сум шокиран од женските тука, другари. Тука булинго е ја да би имал деца тука да ги пуштам у школа, брат, тоа е греф, најискрено кажам. Тука што сум видел, пошто ја правев деливери на најпознатите елитните школи у Њујорк и у Џерси, брат, страшна работа, брат. Значи, имам видено хорор. Тие наставници там или како и да се викат, ништо не прават, брат. Тие гледај као страшно. У Америка е страшно, брат, децата да видат на школа. Ако мислите дека Македонија е страшно, тука, другари, е хорор верзија. Тие ако маат со храна за TikTok на постари луѓе, замислете си што прават на нивни врсници. Тука булингу е на толкав левел што на година многу деца се самоубиват. Така да, многу лошо. А луѓето кои ќе ме прашат, брат, објасни ми го биткоин. Да, другаре, брат. Да ви личим на техничко такво човече. Славчо, пишете. Ќе го би. Гледај, брат, прво прашаме, ја го прашава, ти да ми објасниш на кој систем работат овие работи тука. Брат, сестро, тети. Гледаш, биткоин, трансфер, тоа е. Тука, тоа со Славчо ќе видите. Славчо овие работи, разбира, ја не. Јас сум, брат, да ископам информации. But it's a very important relationship. But it's also the fastest growing middle class, and it's an important economic and strategic security partner in the Indo-Pacific region. It's an amazing country, actually. 1.5 billion people. China has 1.4 billion. Those are two big countries. As Ambassador, Sergio will work to fortify our country's bond, promote investment. Че да скратиме, мобето е, ја кажав, пред 11 години тука кога дойдов ми се смеја тука браките. Кина, другари, веќе овие роботизација 50% од сиромашните луѓе успеа да го откарат у средна класа. Ке еден дечко од ми беше пишал македонец што работи у Кина, баш ако треба да одам у Кина би го прашал да ми каже што дека да идем. Би отидел у Кина да истражам, да видам што машинери имат, дали може да се донесе некои машинери у Македонија. Кина, другари, веќе не е папето на Америка, Индија ќе биде новата. Сега додуша секи биде роботизирано, ама оноа што ќе треба рачно да се изработува се уште, имате на милиарда индици кои што
Ке бият новите кинези, затоа Трамп се врате около нив и сака да ги одалечи от БРИКС, ама няма да му успее да ги одалечи от БРИКС. Кина и Индия не се миришат много, тук тоа со БРИКС е уште по-интересно како функционират, значи, чека ово, брат. Ово може да биде наславно, брат. Ово е бати сликата, бати. Ово е тоа. Гледай, брат, колку лесно и едноставно, брат. Шо има да го знае? Гледай. Елитата форсира го, нон-стоп го зборе. Брат, оваа слика би си ја ставила и дома. Шо? The average sales price for a U.S. home has hovered around $400,000 since the end of 2021. For most people looking to cover the cost, that means taking out a loan. And that means letting a bank pour over your financial details, your salary, bank balances, retirement accounts, all to determine how much you can afford and how risky it is to lend you the money. And if you are among the 15% of Americans who invest in digital assets, you haven't been able to include them when... Другари, 15% од американците имат само у биткоин. Другари, страшно ќе биде. 15%. Замислете си, другари, шо ќе биде, брат. Значи, гледате ли, многу луѓе ми пишат, брат, тоа е ситизна копија. Другари, 15%. Замислете си, брат, шо ќе се деси. Може ли да си изфантазирате, брат, шо ќе се случи, брат? Енос почнува, ви викам, ама никој не ме слуша. Енос почнува, другари. Че 85%. 85%, другари. Чекаме да упаднат у ово. Ја ви кажав, од 4 до 7% на светско ниво. У Македонија 11% имат само Бенас, од кој сигурно, ко се гледале видеото ке мене и други неки што се гледале, се само направиле волет. Не значи дека се фул крипто. 11%. И тоа Македонија се смета за потака од напредните што се слушнале за ова. Другари, Енос иде големото у крипто. Не сме ние никаде, брат, крај бабал ке паднал на 40.000. Ние сме далеко тоа. А можем слободно да се пофалам дека сум првиот македонец па е на америчко тло. Јако дојдов тука, немав жита банка. Земав пари на заем, купив биткоин и се, уидов доле у Legend Auto Sale. Шо имаш? Колко имаш сейвингсо? Ништо нема. Ама како ќе ти даеме кола на рати да исплакиш. Викам, другари, тука имам за 100 бона имам 50 или 100 бона, не сеќавам, имам биткоин и крипто. Газдата, ја игам саке рече, бришо тука. Биткоин и крипто ли имаш? Дадете му, вика, само утре вика се јаве, дека живееш, вика, да прашаме. Дека работиш, вика, да прашаме за дали стварно работиш таму. Нели ти можеш секоја адреса да кажеш. И стварно јавија се, после од банката се јавија. Брат, ја немав, те сите што ме знаат, ја ден денеска немам кеш. Жита банка немав, брат. И заради тоа е пред седум години. Пред 7 години. Или пред 6 или пред 7 години. Така некако. 7 години да речем. Замисли си, одам и му викам, ја имам крипто, брат. И му покажам волето. У тоа време на некоја сериозна берза беше, на Gemini мислам дека беше, америчка берза, он вика, јас сум крипто, знам што збориш. После тоа ми беа нудиле, кога милион имав на портфолио, може да земам каква сакам кола и куќа. А не сум жител тука во Америка. Замислете си. Тоа е тест пилот фаза бил уште пред 6-7 години. А гледај, дури сега, официјално, сите можат, брат, веќе што имат биткоин, да, сега не знам дали друго крипто, ама за биткоин што имат, дека можеш фактички да прикажат и ќе ги видат, нели, од прилика. Тие банките знаат се колку време се чува, дали си лош трейдер, дали не трейдаш, дали само инвестираш и си трубаш, брат, ќе можеш да земеш количка, кукичка и све. Гледате ли, енос работи се прават, што јас сам ги направил пред 6-7 години, сам го прикажал.
Другари, Робин Худ, дај бе нека пише некој од Македонија, што им беа пишале, работи или не работи? Беа ли ми пишале коментар? Не може да запомнам. Работи ли Робин Худ у Македонија или не работи? Ти некој беше кажал работи, Иван нешто беше спомнал дека работи. Од сапорт или нешто не сум го разбрал. Значи вика Робин Худ CEO Влад Тенев, и овај беше Влад Дракул. Влад Тенев say tokenization will unlock 24/7 markets and once people experience it, they will never go back. Што значи? Се живо браче ќе биде токенизирано, нема да мора да купувате цели акции, се живо ќе биде токенизирано до тај степен што вие ќе може да купувате particles од тие акции токенизирани и ќе може да се коцкате, да купувате, да чувате, значи да речеме во Нью Йорк 1 милиарда што кошта, 1 милиарда, 100 милиона што кошта некој апартман, вие сам не можете да го купите, така ли? Имате $100,000, купувате, мислите дека со тај граначалник сега, давам пример. Не, Мајами, сите у Нью Йорк више гледаат што се дешава у Нью Йорк, продаваат се живо, продаваат бизниси, ќе бегат дека е најстабилно, што ви кажав, Мајами, Флорида. Сега, Мајами, ја ти кажувам, Флорида ќе биде најстабилно, така ли? Одат таму и тоа е нови Нью Йорк, брат. Замислете си Мајами и Флорида што ќе станат у наредните години. Ја не можам да се врнам таму назад, многу луѓе ме викат, ајде брат таму, не можам брат, јас сум решил, не сум амерички граѓанин, сакам да се врнам у Македонија, нема што да тражам таму. Али молбето кој е? Замислете си, еве, македонци сега што гледат подкастот, да речеме, решат нивната куќа да ја ударат, да речеме просто кажано, токенизација, да ја стават на ово, да ја рентат, да речеме, и 5 газди продаеш на другите четворица ти дел у токенизирана, нели, ко се изразам, токенизирани акции од куќите и ти сам да не одеш у загуба на тоа ако нешто се случи, вие сите ја рентате куќата и сите добивате преку таа апликација, сите добивате кажи го вакво, добивате од рентата пари. Замислете си, браче, за сите работи ќе биде така. За се комплет. И другите акции исто ќе бидат токенизирани. Замислете си, другари, какви времиња идат. Тоа ќе биде комплетно, све ќе токенизират. Значи, се. И се ќе биде, ќе може да се трейда. Се што се трейда, брат, таму ќе има up and down, buy and sell, pump and dump, многу, брат. Некој ќе прави многу, некој ќе изгуби многу, некој ќе земе од staking rewards многу, што тие токенизации сигурно ќе се стават на staking rewards, се плаќат лихви чуда. Че другари, ние сме на почеток до тие шо. Ние ено се гледаш се развиват работите. Тоа така го лупам, и не знам точно како ќе биде системот, кој ќе го направат сега, шпекулирам. Али ќе го направат. Гледај, 1 трилион денеска, брат. 1 трилион, така, буф. Замислете се у биткоин кој ќе упадне 1 трилион, или у крипто. Ќе биде многу интересно. Да речеме, ако отиде прво биткоин да го напумпа, што е многу ама ја се извинувам, али нема зимо за криптото, брат. Нема. Ќе биде многу интересно. Тука, јас сакам да ви викам да идам кај Иван да видам они кои акции се ги избрале и на кој начин се информират во Македонија, да речеме. Пошто нели временска зона разлика. Интересираме на кој начин се информират. Сакам кај Иван да идам да научам за Wall Street, и тука бев блокирани. Можем да си најдем сам информации, да седнам се, ама треба месеци, кај Иван, брат, што одам и забрзана постапка. Тука тоа ми се свиѓа заедница на Стар Атлас, брат, че донации и чуда собират. А да е на дечките. Таа игра верувам дека ќе се помачиме, ама ќе се развие доста многу. А иначе да, тоа government shutdown многу лошо. Многу лошо и али гледаш овик. US shutdown, government shutdown завршува у јануари 2019. Биткоин е литнал 290% за 6 месеци. Сега треба да видиме кога ќе заврши government shutdown. Значи по таа логика е 300,000, брат. Биткоин.
Ќе видиме дали ќе напумпат. А овие, брат, овие, јас пишав. Овие колку ме нервират, гледај ги, гнасни створенија, брат. У 5 саату ни звонат, у 6 саату ни звонат, брат. Не може да го исклучиш скроз телефонот, брат, скемери. Гледај ги, брат. Филипините, кој беше друг? Индија и кој? Ја не знам Трамп шо не и рокне една ракета, брат, таму натре да ја ми гнасти. The reaction on the Ако обичен хакер може че кој држава. Значи кој Филипините, Индија, ово кој ќе му да е Пакистан ли е таа? Која е оваа држава? scams from the Philippines from the lead of a scam call center, and that's them panicking after I confronted them. Usually we get scammers from India, Pakistan, or No, even Pakistan. South Africa. Саут Африка. И Саут Африка. Значи, другари, овие не пореметува. Таа ја се справувам, ама на многу американци имат излажено да иземат и крипто, и пари, и све. Ново, брат. Гледај, цели центри се, кол центри. И ција ништо не прави. Значи, не може ција да не знае што се дешава, брат. Овие луѓе, на многу луѓе земаа криптото и тие луѓе американци се откажаа после криптото. Луѓе што стално се инвестира у крипто, овие и собраа се живо, другари. Ево, овие гнаси створени. Тука е секој ден тепачки, гледај, брат, ето ови кажував тука, чекай сега да не го блокират видеото. И белите многу напаѓат и други бели и азијати. Азијатите никој не збори, ама азијатите трпат многу голем расизам тука. Азијатите, брат, одат и не и плаќат, и бели и црни, одат не и плаќат у ресторанти, нон-стоп ги закачат, нон-стоп ги малтретират, мал бакшиши дават, нон-стоп одат комплейн, негативни ревјуи дават. Азијатите у Америка, другари, да знаете дека се многу онадени. Многу голем расизам има спрема нив. Значи многу луѓе не го знаат тоа. Јас сум зборил и сум гледал, многу трпат другари ово. Сега да не уредувам, ама оваа доста добро, оваа црнкињата Алалди е, доста добро ја подбра оваа, сега не може да пуштам ќе го гледате кај мене, ама многу добро ќе те ќе удри. Сега малку лошо е така, овие од гетото знаат да се тепат од они нон-стоп раста таму. Требаше така малку да ја шамаре скромно, ама оваа многу, брат, таа мислам дека нема више никош булинг да прави, ама многу лоши удари беа тоа. Гледајте кој сакате кај мене на Твитер, да не го пуштам тука ќе ме блокират. Шо? Cash App New Map Future helps user find business and shops that accept Bitcoin payments. Уј, ја. И тоа е многу добро. Гледај кој има такнала, брат. Ево Македонија, кој гледа да направи една апликација, ја па шо лупам зелени глупости, брат. Кој Македонија прифаќа биткоин. Декој 9 дани ле се таа мозокова, брат. Чак пат, некој пат забравам дека живеам. You bet your life it's not going to zero? I used to tell people it could definitely go to zero to try and be, conservative. I don't think it's possible now. 50 million people in the U.S. own it, 300 million people globally. BlackRock and Fidelity are selling it. Like, it really has reached escape velocity. Гледай се ова човека, брат. Pantera Capital CEO. Биткоин изгонен до 745 Не можем да I think it can go, it's going up 3 orders of magnitude since we launched our fund. I think it could go up a fourth. And that puts it at 15 trillion market cap, which it still seems relatively small versus 500 trillion of financial assets. That's doable. Ова е вика Ерик Трамп, милион, ова е вика 745.000. Тука по 300.000, 170.000. Како ќе го изиграат, не знам. Многу луѓе, брат, што ќе биде. Треба да пратиме, брат. Не може да се процене, брат. Гледај какви големи фаци кои суми ги кажуваат. Он до сега требаше да е 170.000-200.000, ама еве, октомври, ноември, веќе, не знам. Додуше, јас што збораме? Ние сме 10-ти, бе. 10 ноември, бе. Чекај, има време. Гледај, брат. Гледај, брат.
Брат, тоа е зајавна пушка. Сега одат да одбранат жена у Кливленд. Океј, супер, ама гледај брат, како се наоружени бе брат. Гледај брат, од колите у шосе, овој тука е страшна работа. Тука не дај Боже да свирнете на погрешниот. Не дај Боже да се скарате со погрешниот, не дај Боже да го погледнете погрешниот. Крај брат. Крај, многу опасно. Многу е после ковидо. Тоа си понапред кога ви кажам, гангстерите и мафијата никош не се закачаа со луѓето. Тоа во Америка од секој си GTA си имало војни меѓу нив. Проблемот е што сега TikTok тука да се направат славни YouTube виши почнуваат да се закачат со сите. Разбирате ли? Понапред гангстери, мафија пред ковидот тие уопште не ти обрекат внимание брат. Тие си у нивниот свет. Имат си дека се тие зони поделено и се тепа помеѓу нив. Проблемот сега е брат, че не знам нов тип на дрога ли мозок кој отиде на тие мурч филмовите. Сега се улезени у сасвим друг филм. Сега се улезени у филм, тепаме се живо, пукаме се живо, грабаме се живо. Работата е многу надвор од контрола. Шо брмлава типката. Bitcoin payment, so I'm going to show you how easy it is. Ау, Мајави. So I'm just going to open my Bitcoin wallet. И ова дека ме позната. Okay, I'm at a Square merchant and they just enabled Bitcoin payment, so I'm going to show you how easy it is. So I'm just going to open my Bitcoin wallet. I'm going to scan the QR code and then I'm going to send over my payment. And it's that easy. I just paid with better money. Затоа што тоа ќе ти биде најскапото нешто што си го купила злато, ама гледате ли другари? Штрак-трак. Замислете си да бевте купили еден биткоин на 23.000 и он нон-стоп си ода нагоре. И вие си купувате, братче, пари од небото, што се вика. Ево исто. Отворил си продавница типо, че брат, да не го. Отворил си продавница, брат, ево ја, безработните тука, $33, $6, $100 плаќат за градежно. Абе да земе пакети на Амазон да возе, уште е роботите не се пуштени 7.000 брат. 7.000 на години само пакети Амазон да возе брат. Само пакети, оде зима ги, товарат го 50 пакета, товарат го, точно апликации имат направено дека да иде дроп-оф да направи и дури да нема паркинг се паркира, луѓето ќе го почекаат толку се културни. И 7.000 да ги направи. Он што прави, уиде да го грабе овие луѓе што цел живот држат продавница и после ги утепаи двајцата. И таткото и син умре. И ти ќе отвараш бизнис тука, брат. Чикаго, ово мислам дека беше. Да, хорифик Чикаго стори. А вај кажува граначалникот многу било сигурно у Чикаго. Брат, страшна работа. Ево е јако, брат, само Македонија, ништо, много се нервирам, човек, гледај, булиш. 11 земји, брат, што се активира тука, брат. 11 земји други поддржуваат за биткоин рударство. Македонија, кочени, брат, како се погодило? Јас сум у биткоин и у крипто, кочени, брат, че геотермални води, така стоат, брат. Може да се копа, замислете си со нив. МДИ, Римската империја, там уште не се искупало. Римската империја, у таа околина, брат, там сигурно ќе се најдат царски градини и чуда. И римски бањи. И више од времето Александар Македонски е имало. Чуда ќе се најдат там. Брат, ние укочени, народ умира од различни болести. Од различни болести умира народо, нема бања, брат. А исто може да се копа биткоин. Може исто да се прави производство. Цел свет можеме да го хранеме, другари. И зиму и лето може да се произведува храна. А кај нас тоа така. Државата ништо. Никој не ми се явил до сега да ме контактира да речеме да ме контактира да разменим информации што може да се направи, брат. Не знам што да кажам. Again, the traditional banking system, all of a sudden, now Hey, there's an drugi ATM sin. that you can do this, and there's another way you can do it. You know, they were reluctant adapters. У Чикаго е хорор, брат. Тука Up in a тепа. Jeep scene, multiple agencies track the shooter, and a suspect is in custody. An illegal alien that has a past felony conviction for firearms, that we actually put that Тука се испотепава, брат. Тоа Чикаго е воена зона.
Че, друго имаш ли нещо, И овие взимат биткоин. Гледай, брат. Си отвориш бизнес, гледай. Ово дека има Apple Store. Лос Анджелес. Гледай, брат. Гледайте, луги. На кој вести гледате? Во нон-стоп. И лядници виде. Секој ден грабиш. Секој ден. 500 држави. Секој ден, брат. Секој ден грабиш, тепачко убийство. Грабиш, тепачко убийство. Грабиш, тепачко убийство. И пази, сите може да бидат фанати. Сите имат телефон унив плюс. Сите може да бидат фанати. И сите ги производи што се ги украделе и тоа по GPS може да се пратат. И никој не е уапсен. И како, брат, ке се бориш ти против ово? Како, брат, ти ке се, ако не ги брутално уапсеш и да ги фрлиш у затвор и да ги покажеш явно кој си, како ке стаеш крај? Гледаш некъде да стаат крај. Гледаш ово. Почува ти да се пукат. И да речеме ти имаш бизнес тамук. Или да речеме треба ќе заглаваш у собракја или некој куршум ќе те погода, гледай. Таблетка, гледай, гаките не може да си дигне, гледай, мочков си. Ова е пак кажува, ова е рако. Ова е, рад, че ова беше смешките. Со маските, ова е, брат, че такова да нямаш другар, брат, ова е, брат, че е америчка логика, гледай го, леле. Са каква маска е тая, леле. Чека да видим. Леле, брат, нема овие да даме с криминал скидат. Тия са ги обсили. Другари, гасам се, топ 9 Garments by Bitcoin Holdings, Америка 325 000, Кина 190 000, United Kingdom 61 000, Норд Корея 14 000, украдени, Бутан 11 000, United Arab Emirates 6300, Ел Салвадор 6300, Венецуела 240 и Финланд 90. Македония 0. Македония 0. Другари, тоа е, брат. Не сум ја главен. Овие алал да е на старат лас, гледай какви работи прават дечките. Кампус, брат, че нема да не има музика. Стават музика. Гледай, брат, че дечките, ако нека се развива Стар Атлас. Гледаш на мапата тук како покажуват, тоа е у кампусу. Исто како у Скопје, брат. Алали е друго што сакав. 36% од полис, DAO полис е моментално заклучен на 5 години. Значи, по сите логики, кои ќе стават на Bitcoin, на KuCoin, на Coinbase, на Gemini, на тия познати берзи, 36% заклучен DAO полис, валјда 2030. Ке видиме многу големи резултати. Значи, the machine can turn natural gas into Bitcoin. Пенсилванија? Само ще направени и ќе се носи у Пенсилванија. Другари американците гледа што порачуват. И престанете да ми прагате линкови, брат, гледай да го купам воз за $500 да копам биткоин. Луѓе, ќе молам такви глупости не. Гледай со какви машини се копат биткоин. Машалла, уже дизел енджин, брат, what the fuck. Ова за ладењето тука. Мали, бро. То филтри, бе. То унатре ли ги стои фактички? Брајке, гледай. Гледай, а вие ми прагите за $500, брат, ки купувате. Тука е тепачки дека се овие у Чикаго. То Чикаго е воена зона, човек, таму гледай. Нема тоа, таму е... Ова шо држи у раката? Бомба ли? Флешбенк.
Тој е шеф главно. Страшно. Ово некој ме прашава, ми е многу суспишес, брат, сега мислам такви коли, суперкар, флипет и да умреш. Видел сум многу полоши сообраќајки со супер автомобили, што само седиштето е останато, па никој не е умрел, па нема ни гремнатинка, така да само да се флипне и да умрат. Нешто е знаел што не треба. И тоа е тоа. Другари, гледајте тука да си натоварите магаренцето, полко до 20% за 7 дена, рендер 25, оптимизам 22, тоа по Меланија ја пумпат 58. Полека, другари, улавам у таа фаза. Значи, чао.